Министерство за внатрешни работи имаше обврска надлежност да соработува се до моментот на обезбедувањето на овие лица и приведување. Сега моментот постапката за екстрадиција води Министерството за правда со меѓународна правна помош на Министерството за правда на Грција и за сите информации во однос на екстрадицијата и водењето на постапката ќе мора да побарат информација од Министерството за правда. А во однос на вашата потрага по логистика, откривте ли за колку лица се работи и дали може би биле во роднински врски со нив? Имаме многу податоци во однос на ова, заедно работиме со обвинителството, меѓутоа тоа се информации што не се споделуваат со јавноста во оваа фаза. Имате ли информации дали тие лица се вработени се уште во МВР, во УБК? Имам информации, не можам да ги споделам со јавноста. Министра, бидејќи ни призна темата. Постои опасност да споделат, да им бидат земени, да кажат одредени разузнавачки информации. Сега знаеме што работеле цело време и каква позиција држале. Сметавте ли на таа опасност и колку е таа голема опасност од добивање на разузнавачки податоци од нивна страна за грчките служби? Дали сте информирани за тоа? Видете, ние имавме приоритетна цел и тоа е и наша цел и заложба на сите граѓани да обезбедиме правда во однос на овој случај. И без разлика каде и во која држава се наоѓа, ние можеме да пристапиме кон нивно обезбедување се со цел да биде правдата задоволена. И од тој аспект мислам дека ние таа цел ја постигнавме. Бошковски и Груевски во моментот се наоѓаат во притвор и ја очекуваме екстрадицијата која што треба да се случи за да може овде пред македонските судови во една транспарентна постапка да се докажува вината, односно тие да докажат дека не се виновни за тоа. Тоа е најважно за сите нас. Инаку, во однос на споделување на информации и така натаму кои што ги имаат тие или било кој друг, верувајте, нема ни една информација веќе во јавноста што не е споделена. Па вие слушавте цело време во објавувањето на материјалите со што тие работеле. И македонската јавност, сите останати ги знаат сите детали во однос на нивната активност и работа која што била до сега. Како оценувате безбедносната ситуација? Очекувате ли инциденти за време на вториот круг на гласење? Имаме имигранти и легалци во земја? Безбедносната ситуација во Република Македонија е стабилна, граѓаните нема од што да стравуваат во овој период. Изборните активности веќе привршуваат изборните кампањи. Мораме да констатираме дека до сега апсолутно имаме многу мал број на пријавени инциденти кои што се поврзани со изборниот процес и јас не очекувам дека може нешто подрастично да се случува во овие неколку дена. Меѓутоа уште еднаш упатувам апел и до граѓаните и до политичките субјекти да навистина бидат на висина на својата задача и на демократското право за остварување на право на глас, да политичките партии не злоупотребуваат било какви институции или инструменти кои што може да го нарушат изборниот процес. За Република Македонија е најважно овој изборен процес да заврши така како што започна, така како што беше на првиот круг од изборите, заради тоа што пред се за Република Македонија и за нејзината иднина е важно дека овие институции на Република Македонија имаат капацитет да спроведат демократски фер избори на кои што граѓаните ќе можат слободно да донесуваат одлуки. Министре, повторно во однос на Груевски и Бошковски, дали нивното лоцирање се одвиваше по пат на банкарските картички платежни? Мислам дека одговорив на овие прашања претходно и не би имал што повеќе да додадам во однос на ова. Се извинувам. Изминативе денови од служби во Америка се предупредува на повратници од Исламска држава, па и во Македонија се споменува како земја. Ние знаеме дека изминатиот период се следи состојбата на терен, дали безбедносните свири имаат изготвено системи, се подготвени. Тие повратници, експертите велат дека слабо би дејствувале во државата, меѓутоа можат да вршат индоктринација на млади луѓе. Па вие знаете дека и тероризмот не одминува Република Македонија, имајќи во предвид геостратешката положба која што има Република Македонија и дека извесен број на граѓани на Република Македонија, државјани на Македонија се заминати на војните подрачја во Сирија, во Ирак, во Авганистан. Ова дело е инкриминирано во нашиот закон. Ние во тој дел репресивниот Република Македонија постапува и веќе еден дел од повратниците во Република Македонија за кои што
имаше докази за кои што беа изведени пред суд, тие се наоѓаат веќе во затвор. Меѓутоа, најважно за Република Македонија е како да се воспостават програми за превенција, за дерадикализација и ресоциализација на оние луѓе кои што биле таму, а се повратници во Република Македонија, и токму за тоа го формиравме и тој Национален координативен центар за борба против тероризмот и насилниот екстремизам, со координатори, со заменици координатори кои што работат на ниво на влада, надвор од Министерството за внатрешни работи, и тоа како и да е. Службите во Република Македонија континуирано се посветени на оваа борба против тероризмот и екстремизмот, пред се на превенцијата, на спречување на било какви можни напади, терористички акти, а секако дека и сите оние наши државјани на Република Македонија кои што ќе бидат вратени овде, ќе мора да бидат соодветно и третирани во делот на вакви програми за ресоциализација и дерадикализација. Уште едно прашање, мислите дали очекувате ширување на истрагата за Игор Јук, сега обвинетиот за исиот, кој стоја кондиции дека на 27 април му се закани со пиштол во глава на одредени пратеници. Дали човекот треба да се гони за обид за убиство? Па видете, тие дела ќе квалификува јавното обвинителство за организиран криминал кој што го работи овој предмет. Најважно за Република Македонија е никој да не избега од лицето на правдата и за настаните на 27 април, меѓутоа и за сите други дела кои што се поврзани со било каков криминал во Република Македонија. Ако бараме правда за сите, тогаш таа правда мора да биде достапна, без разлика кој е и што е, а посебно оние насилници кои што влегува во собранието со умисла, со цел да убијат пратеници и на тој начин директно ударија на уставниот поредок на Република Македонија. Малку ми е нејасно во однос на прашањето на Миомир, мислам дека не се разбравте. Дали стравувате дека може да тргуваат со информации со Грција со оглед на тоа дека 10 години го прислушувале државниот врв тука и сите политички партии, за да се пазарат да не бидат екстрадирани овде, бидејќи како што рекоа се Тие плашат? мора да бидат екстрадирани бидејќи постојат меѓународни конвенции на основа на што тие треба да се врата во Република Македонија. Тоа се норми кои што мора да ги почитуваат државите. А за тоа што работеле тие 10 години, Република Македонија, македонската јавност дозна преку проектот Вистината за Македонија. Веќе нема тајни. Тие единствено нешто што правеле преку овој систем кој што треба да се докаже, веќе имаме и пресуда дека тоа го правеле преку Министерството за внатрешни работи, е злоупотреба на човековите права во Република Македонија.